Многу пати во животот ќе наидеме на луѓе кои своето слободно време го трошат за да се посветат на својата љубов, на своето хоби кое пак со текот на годините знае да премине во сериозен партнер на изнаоѓање средства за екзистенција. Во домот на Васка Насевска ја откривме приказната за везење гоблени. Со ваква работа на рачни гоблени се занимавам повеќе од 20 години, некаде од своји 19. Изработката на моите гоблени се оригинални вилерови. Повеќе ги сакам и ги везам, мислам ги изработувам гоблените кои имат религиозно значење, значи Тајната вечера, Остерморген или Великденско утро, Анđeo чувар, Света Богородица и доста други имам изработено. Сега моментално ја везам Ангел чувар. За изработка на еден гоблен или една убава слика зависи од тежината на самата слика и нијансите од 4 месеци па некоја слика и до година. Продажбата на моите слики обично, ретки са тие луѓе, нели? Ги купуват луѓе кои точно ги разбират, ги чувствуваат, затоа што сека од овие слики имат религиозно значење, ги ценат и се пресретни. Нејзината прецизна и оригинална работа најчесто е барана надвор од Републиката, но не се ретки и нашинците кои љубопитноста ја нахраниле купувајќи од гоблените на Васка. Некогаш проблем се и самите купувачи, вели таа, затоа што сакаат да земат, а парите потешко ги исплаќаат. Но затоа се наоѓаат сигурни купувачи кои своите нарачки за гоблените ги прават однапред и со одреден мотив. Се зависи од динамиката на работа и пред се од љубовта која се посветува на овој занает. Дури мотивот што се избира проникнува од душата на изработувачот. Ако не се сака работата, тогаш гобленот не би проговорил никогаш, вели Васка. Треба да се ценат гоблените, зашто сепак во нив се сплотени вештината и погледот на изработувачот и внатрешниот порив на купувачот.